Шалом, братя и сестри. Моето име е Бранислав Михайловски. За скоро време полнам 57 земни години. Долга и кратка приказка за некого. Почната е далечната 64-та, тука на ова исто место каде што го снимаме ова видео. Со мојот татко Божитер и мајка Верка, подосна се роди братот мој помлад Дарко. Имавме срекно детство, се до моментот до кога судбината ни го одзема нашиот сакан Божитер татко. Не ви должам многу за тие машни моменти. Мајката наша Верка храбро се бореше да не издигне на пат, да не изведе на здрав пат. И успеа, хвала на Бога. Завршивме школи, почнавме да работиме со братот. Но повторно се надлесна темен облак. Се развали братот Дарко од канцер и набрзо време почина. Се напласти уште една тага на тушава. Мајката од тага веќе решена, сега се и дореши да почине. И успева тоа. Но судбината, животот врви напред. Основа семејство. Господ ми дари прекрасни 3 дечиња. Ќерката Нина, првенецот Даре и Викторче. Грабевме из животот. Господ не вардеше, тоа дури сега го видвам од оваа дистанца. Не варди се уште, не варди секој ден и мене, и семејството, и сите браќи и сестри. И да не доже многу. Повторно тага душа дојде развод на бракот. Од кој причини тоа само? Господ знае, не знам ја да дознам. Може ќе дознам, ќе ми каже Господ. Некојаш. Сега сум сам со Господа во истиот дом. До веќе време измина многу работи, многу случаи се случија. После разводот и после претходните гупитоци се ничкосав, паднав во духот. Почнав да примам лекарство за смирување, кои навидно смирува. Навидно смирува, правеа многу поголема штета. Бев изгубен. Едноставно го врвев денот, чекав да измине. И пак да се појави, да измине, и не гледав ништо пред себе. Заборев да спомнам дека во 2001 година бев учествував и во војната во нашата Македонија, во Божја Македонија, каја наметна бев учествував. Се случуваа грди работи, кои би сакал да ги заборам. Во некој време ќе посведочам и за тоа, да не би се повторило повторно тоа на овој народ, на овој прекрасен народ. Не се. Како резервиста беше во војната?
Молам? Резервна милиција како? Да, во резервна полиција бев во војната. Имаше само 15 дена од кога ми се роди синот. Тоа е, значи, негде овие денови, не се сеќам точно на датумот. Помладиот Виктор ми се роди на 21. Али, појдов без размислување да одбрана на државата на земјата македонска. Но реков тоа во некоја следна пригода. Значи животот те донесе и ти даваат апчиња. Што апчиња пиеше? Па, дозата се зголемуваше секој ден. Главната беше лексилиумот. Стаса лексилиумот и до 15 апчиња на ден од 6 милиграма. Тоа кој се разбира во лекарство знае колку е. А некако и половина од таа доза е. Од едно апче е многу, а не од таа доза. Немаше никаков ефект. Посетував и психијатар. Психијатарот препорачуваше нешто за смирување, само јас не ги почитував мерките на дозите. Се бараш утеха во апчињата и мир. Кај доаѓаше за кратко, за час или два додека се заспие, да се преспие. Кој ќе се разбуди човек, приказката иста. Болка во душата и празнина. И тоа не беше доволно. По нечии совети пробав и со, како ги кажуваат, бајачи, оджи. Земи од овој прашок, избањај се со овој прашок, ќе ти помине, ќе ти се врати љубената, ќе ти се вратат дечињата, ќе ти се врати животот. Ништо од тоа. Работев механички, колку да преживеам, да го поминам денот. Не гледав некоја иднина. Никаква иднина, не некаква. Моменти на среќа ми беа само кога доаѓаше мојот ред да дојдат дечињата во посети, да поседат во оваа куќа, додека имаше услови, додека се имаше се уште струја и вода, да поседат недела дена тука со родителот. И кој ќе завршеше тоа повторно, маката, празнината, да не кажам пеколот, во душа. И тогаш еден ден се случи чудо. Аптекарот, кај што редовно ги набавав лековите за смирување, Нена Димитриевски, Нено, брат Нено. Како и секој ден го посетив, ми ги даде лекарствата, но заборев да ја заклучам колата. Во меѓувреме, некој ги имаше украдено моите 2 телефона. Припомогна братот Нено, се јавивме, интервениравме каде што требаше, се заврши сето тоа. Бев вознемирен, не знам зошто. Братот Нено ми предложи да се помолиме на Бога, на Господа. Се помоливме. И за многу брзо време, за многу кратко време, не ги знам дали минути, секунди се беа. Дојде некај мир, нека блаженост на душава. Поразговаравме уште малку и ми предложи да појдам некој ден во црквата, во неговата дружина, на молитва, на дружба со Бога. И појдов. Од тој ден се заврте се во спротивен правец во кој бев пошол. Се дружевме
славевме Бога. Учев тоа што не го имав научено на времето. Запознав многу браќа и сестри со слична или иста или полоша судбина, на кои Господ Бог им помогнал да застанат на нозе, ги исцелил. Потоа Марко те донесе. Го запозна таму и братот Марко. Нешто не ми беше во ред. Седи Мирен. Не момавте. Селеги. Отиде на лоб. Го запозна братот Марко. Чаловски. Братче Марко. Тој ми предложи да појдам во дружината на братот Тихо. Тука се пренадов целост. Ми требаше време, но со помош на браќата и сестрите на братот Тихо, братот Марко, братот Даре, сестрата Сонја, сестрата Магде, и сите браќа и сестри, успео да го видам патот кој ми го покажува Господ Бог. И се кренав на нозе. Пред да ги оставиш комплетно апчињата, памтиш како беше тоа? Пред да ги остава апчињата беше... Не може да се опише. Никако не беше. Никако. Ти рече како од пештера. Од пештера да си излегол. Празно. Гласна тишина. Значи гласна тишина. Тишина, ама гласна. Што не се поднесува. По колку пиеш елексилиум? 15 елексилиуми плюс други придружни антидепресиви, наречени антидепресиви. Кога речи дека ќе ги оставиш, што направивме? Па, не се сеќам точно Ти се вети даде завет. Бевме кај братот Тихо, собрани заедно со браќа и сестри. Дадов завет пред Бога и пред браќата и пред сестри дека ќе прекинам. И прекинав од тој датум. Мислам дека беше 15 ноември 2019 година. Мирен бакче! Остава те душка сам. Може му мирисам на кучињата од Мавро. Па може. И 15 ноември знам дека прекинав. Од тогаш немам Кога те пробано. фаќаше криза кога се молевме? После дојде на платата, кризата. Кризата во потење, во страв, во нервоза. Браќата и сестрите помагаа во молитвата. И помогна Господ го пружи мирот и спокојот на душава и на срцево. Ми го осветли, ми го покажа патот вистински. За истото сведочам и пред секој кој ќе пројави интерес, кој ќе разбере, кој знае и кој не знае за ова моје искуство. Набрзо после оставањето на лековите, после само месец и пол, дојде времето за опомена, за наплата. Ти пушеше цигари, се сеќаваш, ние зборуваме Пушев ги и цигари, оставиш, да. тогаш тие не ги оставив. Дојде моментот за да се случи целосно преобразување мое, како да ви кажам. Се случи инфаркт. Како дојде тоа е интересно да го раскажеш. Како те дојде? Дента и ноќта работев максимално. Имаше нека чудна сила во мене, значи работев не знам колку сати, многу сати, и дента и ноќта, до касно во ноќта. Господ ме доведе до дома, сигурно и безбедно, не му мрде, сигурно и безбедно до дома. Дојдов мирен, спокоен, со намножени средства, со храна, мирен бак. Чекај. Кај си бе, кај отиде? Ева го другиот сотрудник. Дојдовме и
Сотрудникот и јас вечеравме. Вечеравме, легнавме да одмориме. Легнавме да одмориме. И ме разбуди мачнина во градите, притисок. Знаев дека нешто не е во ред. Не знаев точно што е. Само нешто ми кажа да побарам помош. Нешто, не нешто, некој. Господ Бог ми кажа да побарам помош и побарав помош од мој колега, кој долета, ме зема, ме однесе на лекар, имаше интервенција, па ме вратија дома, као, добар си, дури испуших една цигара, пошто ми беше смирено све, и повторно легнав, и повторна мачнина. Мачнина на овој пат беше сериозно. И добив сериозно предупредување да станам. Ми даде Господ сила да се исправа на нозе, да станам, да се облечам, да појдам, да повикам такси. Таксистот дојде многу брзо. Значи ти во инфарктно состојба сам? Да. Влегов во таксистот ме препозна. Се познаваме од градски улици. И препозна дека имам проблем. Само ме тешеше, кажа дека и тој преживел. Се молеше заедно со мене, додека стасевме во болница. Стасевме во болницата, тамо не пречека докторите, кои ги испрати Господ. Веднаш препознаа во што е проблемот и интервенираа на операционата маса. Ставија 2 стента, колку што се сеќам. И болката престана. Болката престана. Фала му на Господа. Остана во болница 5 дена. 2 дена на интензивна нега и другите денови во соба со други болни. Луѓе. Се случија неколку, да каже човек, чудни работи, а не се чудни, се од оваа гледна точка, знам дека не се чудни. Имаше се уште последици од инфарктот и за мене и за другите што ги има исто преживеано, на кои беше интервенирано. Со мене во соба беше и постар човек, некој 80 години, албанец, кој ден и ноќе имаше болки, не можеше ниту да спие, ниту да јаде, ниту да дише, што се вели. Нонстоп беше во плач, во лекање. Една вечер јас имав маки да заспиам. Се молев, се помолев и за мене, и за сите во собата, и за сите во болницата, и за сите што ги знам. Да не исцели Господ. И се уште не ми е јасно дали беше јаве или сон. А не верувам дека беше сон. Се јави, ми се појави пред мене како што лежа странично самиот Господ Исус Христос. Светлина околу него, со испружена рака према мене. Не проговори ништо. По некој време, многу брзо и кратко време, осетив мир и спокој. Кажа видел дека сум буден. И во собата беше доцна после полноќ. Тишина. Човекот кој лекаше се смири, заспа. За прв пат после толку дена. Мирно и спокойно и спиеше да се бави. Му се заблагодарив на Господ. Да му помогне и нему и мене. И на сите во собата. После некој ден излегов од болница. Појдов да се вратам во овој дом. Во Божиот дом. Овој дом и на Бога. И друга, ја што ја кажам, чудеса што се случи, дојде во домот. Во домот и во аутото.
стојат цигари, оставени од пред 3-4 дена. Јас едноставно така ги посматрав, ги гледав. И од тогаш, од тој ден, не проявив интерес да запалам ниту една цигара. Не видов никакви проблеми, немав никакви проблеми со откажувањето на цигари. Цигарите се откажа од мене, избега од мене. Помогна Господ. Од тогаш не користам ниту цигари, ниту апчиња за смирување. Мирот кој пронедов во молитвата на Божиот збор. Во молитвите со браќите и со сестрите. А најголемата чудеса е од кога се вратив во болница. Се вратив во овој дом кој беше и без вода, и без струја, и без никакви услови за живот. Не можам да работам, немам никакви приходи од нигде. Работам као такси, ако заработам има, ако не заработам нема. Беа потребни многу средства и за лековите кои ги припишуваат докторите. Беа потребни средства и за храна, храна и лекови. Господ Бог испраќаше луѓе. Први беа браќата и сестрите од црквата, кои несебично доаѓаа, помагаа, носеа храна, лекови. Се молевме. Испраќаше Господ и луѓе непознати првпат што ги среќавам, кои доаѓаа, ме храбреа, даруваа средства, даруваа храна, даруваа лекови, помагаа. Фала му на Господа. Помогна комшија мој, неколку години помлад од мене, и тој имаше здравствени проблеми. Баш во тој момент се дружевме и тој имаше потреба од хируршка интервенција за пресадување на 2 вештачки колка. Не можеше воопшто да се движи, спиеше дури во автомобилот, зашто не можеше да излезе од таму. Сашо се. Заедно со браќата во групата се молевме за негово исцелување. И пред скоро време го сретнав. Имаше мака со правењето на операцијата, бидејќи дојде во оваа наша земја и на земјава вирусот, кој не заслужуваше никакви интервенции. Но Господе послуша нашата молитва и радов дека и го видов. Братот се пофали дека успешни со операциите, дека е добар. Фала му на Господа. Вакви случаи има многу, на кои ќе ви посведочиме понатака. Во моментов не ми доаѓаат на ум. Доживувања Господ што ти праќа луѓе кога најмалку очекуваш, Исус кога ти праќа? Па сите се запознаени. И Македонија, и целиот свет. Со кризава наводна што е сета мака, и на сета мака, на сетата криза, на немање работа, Господ Бог се појавува секојдневно, сегде и во секој момент. И за мене, и за сите браќи и сестри. Да помогне, да не упати. Само треба да се послуша внимателно. Минуваат денови кога може се каже дека немавме воопшто работа. Кога сиот зград беше замрен, затворен, луѓето исплашени за своите животи, слепо верувајќи на стручњаците, а не слушајќи го Бога. Седеа затворени дома исплашени. Во тие моменти
koja беше најнеопходно, Господ ми испраќаше луѓе со нивни лични сведоштва, луѓе кои помага и финансиски, во храна, во лекови, во разговор. Имаме една стална патничка, не е важно името, Господ знае за нејзија и ја познава. Несебично помагаше и помага секој ден денеска. Кога беа најпотребни лековите, уште во првите моменти, тоа е сума од 1.100.000 евра месечно. На неколку пати ги купих комплет сите лекови. Покри тие лекови набави и полна вреќа, да кажам, суплементи, витамини и помошни лекови за да застана на носе. Несебично зема, да може да кажем, едно цело камионче од алишта, што беа потребни да се исперат, ги зема. Жената прв пат ја гледам, она е обична муштерија. Ниту ми е роднина, ниту ми е комшија, ниту му била пријател, едноставно ги имавме разговорот. Кој да ја возев, а секој ден се водеше и се вози до нашите маркети да набави храна за себе и за семејството и за пријателите на кои им помага несебично. Разбрав дека во време на оваа сета криза на сите овие пандемии и карантини, јас лично возев нејзина помош во храна и лекови до многу семејства, нејзини пријатели, па и познаници само, кои ги помагаше лично со сопствени средства, готвеше за нив, исто како и за мене. Може да кажам само дека се вика Виолета. Господ да ја вади нези и семејството незино. Многу, значи многу се повторува, значи Господ во секое време, значи е присутен околу нас, во нас, сегде околу нас и знае нашите маки. Сега веќе немам потреба воопшто, и тоа многу оддавна, година и пол. Ниту од лекови, ниту од цигари, ниту од ништо. Имам потреба само од разговор со Бога. Моите сведоштва кон неговите совети да ги примам. Молитвата моја и заедничка со браќата и сестрите од црквата помага. Помага и да го осветлува патот и мене и на сите. Да врвиме напред само. Со вистинска вера во Бога. Помага и да се тргне сето ова пандемија, ова лудило, овој страф околу луѓето што се случува. Може да посведочам и за ова сега, за ова случување. Че веќе година и пол е нападот од така наречениот вирус. Луѓе исплашени секој ден ги гледам. И по улици, и тие што влегуваат во таксито мое. Некои со една, некои со две, некои со три маски, со визири, со ракавици, со без малку шлемови на себе, од страф исплашени. Правиме и разговараме. Некои разбираат, некои не разбираат, или подоцна ќе разберат. Им сведочам за моите искуства, им велам дека е доволно, макар еднаш во денот да го спомнат Господа, да се помолат на Господа, дека се ќе биде во ред. Во некои мои коментари по друштвени мрежи искоментирав дека сите овие медиуми, па и луѓе што коментираат во врска со овој вирус и спасот што го бараат во нека чудесна вакцина. Барем пола од тие коментари, 50%, во тие коментари да го спомнеа Господ. Никакви вируси ке немаш. Никаков вирус, никаков страф, никакви страдања на луѓето. Никаква исплашеност. Некои слушаат, послушуваат и на повторната средба се заблагодаруваат. Веќе неколку дена воопшто нема сам маска. А и пред тоа многу ретко. Кој знае колку патници и пациенти што имаме превезено до болниците биле
zarazeni, da li od ove ili od bilo koji drug virus. No, Gospod Bog bilo su mene i su kolegite moji. I kako što se sjećam ja, u našoj kompaniji ima negdje oko 100 vozila. Samo dvajica kolegi bejanele konja od ovaj virus. Se molio za njih. Ete gi, živi i zdravi se. I ti se mislite tanili. Ravotat. I ništa nema. Hvala mu na Gospoda. Slava ti Isuse. Slava ti Isuse.